Добродојдовте во неделовото издание на Спорт Плюс. Останете со мене овие 30 на минути да ги проследиме најактуелните настани. Започнуваме веднаш. Денешното издание на Спорт Плюс го започнуваме со Емил Павлов, најдобриот каратист од Штип, европски првак, освојувач на бронзен медал на првите европски олимписки игри, а на последното европско првенство Емил се закити со бронзен медал во Монпеле, Франција. Да слушнеме од разговорот како Емил Павлов помина во Франција и што е следно од него. Европското првенство во Монпеле, Франција го освои третото место, па еве кажи ни нешто повеќе за борбите и како помина таму. Најпрво сакам да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Значи патот до овој бронзен медал беше многу тежок. Имав тешки борби, 5 борби од кои 4 победи и 1 пораз. Но јас и пред почетокот на овој европско првенство знаев што ме очекува, па затоа се спремав доста добро. Бев подготвен за еден ваков голем предизвик. Па мојата врвна форма ја покажав уште на самиот старт, каде што во првите кола победив убедливо, најпрво против надпреварувачот од Романија со високи 8:0, потоа во втората борба против надпреварувачот Полска со 9:1 и потоа во трето коло четвртфиналето доживав пораз од турчинот 5:3, иако постојано има водство во таа борба, но на крајот од борбата последни 10 секунди моја мала деконцентрација и еден добар напад на противника успеа да ми зеде 3 поени одеднаш и со тоа ја сврти борбата во негова полза и на крајот борбата заврши 5:3. Потоа тој влезе во финалето, така да што ја имав уште една шанса да се борам за медал, односно бронзениот медал. Најпрво во репасажната борба го победив домаќинот Агоџил Софијан од Франција, каде што на предпоследното европско првенство во Истанбул загубив. Овој пат успеав да му се реванширам и да го победам пред домашната публика. И потоа во она одлучувачка борба, односно малото финале за бронзениот медал, го победив надпреварувачот од Латвија со минимален резултат 1:0 и на крајот успеав да се радувам на овој бронзен медал. Со оглед на тоа што досега имаш освоено европско злато, задоволен си од ова трето место и дали очекуваше нешто повеќе? Па искрено бев спремен да одбрнам повторно да станам европски првак, но ете една моја мала деконцентрација и на крајот морав да се задоволам со овој бронзен медал. Сепак задоволен сум јас од мојот настап таму на европското првенство, бидејќи сите они кои беа таму знаат колку е тешко да се стигне до медал, па затоа сум задоволен со овој бронзен медал. Така, ти си единствениот од македонската репрезентација што се закити со бронзен медал. Исто така и твоите тренери настапува на европското првенство, односно еден од твоите тренери. Па да ни кажеш како е чувството да бидеш ти единствениот од македонската репрезентација да се освои ваков? Вака, карате репрезентацијата на Македонија имаше 16 представника на европско првенство. За жал само јас успеав да освоим бронзен медал. Имавме 2 пети места и 2 седми. Бевме многу близко до уште барем еден од 2 медали. Но ете јас имав таа среќа. Жално е што само еден медал освоив, бидејќи досега македонското карате нема ваква генерација, бидејќи сите сме доста квалитетни, доста искусни и можам да кажам дека на наредните европски светски првенства може да се очекува не само еден, туку повеќе медали. Таму решаваат нијанси и мислам дека каратето ќе постигне уште големи резултати за Македонија. Така, следно од тебе е светското првенство во октомври. До тогаш претпоставам дека ќе се подготвуваш или можеби ќе учествуваш и на некои други направи. Вака, моја цел за оваа година беше најпрво европското првенство, потоа и светското првенство. Првата цел ја остварив, донесов медал од европското првенство. Овој медал е за мене голема мотивација да продолжам и понатаму со една макотрпна работа и да го постигнам сето она што го имам зацртано во главата. Тоа е медал од светското првенство, бидејќи во мојата кариера ми се токму уште тој медал. Пред светското првенство добив покана од карате репрезентацијата на Иран, која е една голема светска сила, да учествувам на тренинг кампот токму во Иран. Тоа ќе се одржи од 17 до 22 август
после европското првенство тоа ќе биде мој прв, така да кажем, ангажман во странство, каде што ќе учествувам во тој тренинг камп. Потоа ме очекува светската карате премиер лига во Истанбул и потоа главното светското првенство во Австрија Линц на крајот на месец октомври. Така, досега беше на приемка градоначалникот на Штип, исто така и во агенцијата за млади и спорт. Па да ни кажеш колку имаш поддршка од, да речеме, од институциите? Па вака, многу сум благодарен на агенцијата за млади и спорт, бидејќи ги вреднува овие наши големи резултати. Како што знаеме, јас сум стипендист од светска категорија и со овој медал ја продолжив мојата стипендија во наредните 4 години, а со освоениот медал од пред 2 години на Европското првенство, каде што станав европски првак и сум стекнат и со правото до најголемо спортско признание, спортска пензија. Можем да кажем дека за секој спортист ова е еден поттик и една голема мотивација да тренираат напорно и да ги достигнуваат овие резултати, бидејќи агенцијата за млади и спорт навистина ги вреднува. Сакам да се заблагодарам и на градоначалникот на општина Штип, кој со овој освоен медал ме награди символично, можем да кажем, но тоа е една голема мотивација и поттик и понатаму да продолжам со исто темпо. Евил, ти благодарам за одвоеното време, ти посакувам многу успех и среќа во наредните надпревари. Ви благодарам и на вас за честитките. Продолжуваме со ракомет. Во Купот на Македонија и во машка и во женска конкуренција, екипите на Вардар славеа победи против екипите на Металург. Женскиот ракометен клуб Вардар очекувано и супериорно го одбрани пехарот во Купот на Македонија, совладувајќи го Металург во финалето со 39-21. Со овој триумф Вардар трет пат поред, едно по друго, или вкупно четврти во историјата на клубот, триумфира во националниот куп. Најефикасни кај Вардар во финалето беа Сања Дамјановиќ и Олга Черно-Иваненко, кои постигнаа по 7 гола, а 6 запиша Маја Сокач. И во машка конкуренција екипата на Вардар викендот во Охрид го совлада Металург во финалето на ракометниот куп на Македонија и по 11 пат го освои победничкиот пехар. Воедно ова беше трет триумф во националниот куп. Следува информација за плејаут надпреварите во последното коло во првата фудбалска лига во Македонија. Во плејофот пак последното коло ќе се одигра на 19 мај. Пренова се избори за опстанок во првата македонска фудбалска лига, откако во вчерашното последно 33-то коло од плејаут разигрувањето славеше победа на гостувањето против Младост Царев двор со 4:0 и го осигура опстанокот. Головите за Ренова беа во 17-та и 21-та минута во првото полувреме и во 76-та и 84-та минута. Турново исто така победи, славеше против Металург со 5:0, но ќе мора да игра бараш за опстанок со Пелистер. А во плејоф фазата последното коло ќе се одигра на 19 мај во првата македонска фудбалска лига. Продолжуваме со информација од регионот. Никола Орлов од Делчево е првиот кошаркарски репрезентативец. Младиот кошаркар по серијата успешни настапи во својот клуб Баскет Кам беше повикан во младинската кошаркарска репрезентација, каде го имаше и првото посериозно искуство. Веднаш по ова следува и нашиот гостин во студио. Делчево го доби првиот кошаркарски репрезентативец. Младиот 14-годишник Никола Орлов по серијата успешни настапи во својот клуб Баскет Кам беше повикан во младинската репрезентација на Македонија, каде го имаше и првото посериозно искуство. Учествуваше на турнир во Милано и со репрезентацијата го освои третото место. Член сум на кошаркарскиот клуб Баскет Кам веќе 2 години и со мокотрапна работа успеав да се пробијам во македонската кошаркарска репрезентација. Бевме на турнир со репрезентацијата во Милано и таму го земавме третото место. На овој турнир учество зеле 8 екипи, меѓу кои екипи од врвот на европската кошарка. Турнирот се состоеше од 8 екипи. Игравме против Бајер Минхен, против Химки и јас и тренерот сме лично задоволни и се надеваме на поголеми успеси.
Инаку младиот Никола Орлов е ученик во 9-то одделение во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Имајќи предвид дека годинава имаше добри резултати на клубски план, повеќе од сигурно е дека ова младо момче го очекува светла кошаркарска иднина. Почитувани гледачи, денешен гостин во емисијата Спорт Плюс е Жикица Ивановски, ултрамаратонец, со кого денес ке разговараме повеќе за планинарското трчање и за сите негови успеси и резултати кои што ги има постигнато досега. Добре дојде во Спорт Плюс. Благодарам за покана. Така, еве да започнеме со она што беше најактуелно минатиот месец. Зеде учество на една од најпознатите траки во, да речеме, на Балканот, на Истра Трейл во Хрватска. За каква трка станува збор и колку километри истрча? Да, Истра Трейл се одржа предходниот месец април со должина од 170 км. Всушност тоа е настан кој опфаќа повеќе трки, од кои најдолгата е 170 км, имаше трка на 110 км, на 69 и на 42 км. Јас лично зедов учество на патеката од 170 км и успеав да ја поминам за помалку од 26 часа, што беше доволно за 31 место на делба со 30-то место. Покрај мене учество зедоа уште 15 надпреварувачи од Македонија. Овде би ги споменал Светлана Стојановска која учествуваше на трката од 110 км и Михаил Стефанов учествуваше на трката од 69 км, но поради повреда не успеа да финишира. Така, 170 км кажа дека тоа е најдолгата километража, па дали зошто се одлучија за оваа трка? За најдолгата? Па самата должина е предизвик сама по себе и тоа е еден вид тест на издржливоста како на физичката, така и на психичката, па сакав едноставно да се пробам, ова беше досега и моја најдолга должина на некоја трка. И едноставно, тоа должината ме привлече како и убавината која што ја нуди полуостровот Истра. Така, колку надпреварувачи имаше вкупно на оваа трка? Дали имаш бројка отприлика? Предпоставам дека имаше околу 250 надпреварувачи на оваа должина од 170 км и како што беа пократките трки имаше се повеќе надпреварувачи. Дали прв пат те учествуваше на Истра Трейл? Да, јас прв пат учествував оваа година, додека некои од моите колеги учествуваа и претходната година. Така, еве, минатата недела актуелно беше и Скопскиот маратон овде кај нас во Македонија. Зеде учество и таму. Колку истрча, за колку време, кој е резултат? Да, Скопскиот маратон е наша најмасовна спортска манифестација и редовно секоја година го поддржуваме овој настан. Јас учествував на трката од 42 км и завршив со време од 3 часа и 24 минути. Но овде би ги споменал нашите сограѓани Ристе Лазаров, кој што зеде учество исто така на маратонската трка и заврши второ од македонските надпреварувачи со негов личен рекорд од 2 часа и 48 минути. И исто така Зоран Саздов кој се пласираше на четвртото место од македонските надпреварувачи. Во полумаратонската трка исто така имавме представник од Штип Димитар Илиев кој што зеде исто така второ место од македонските надпреварувачи со време од 1 час и 15 минути. Покрај него учество зедоа и Владко Андонов и Горан Јанекиев на полумаратонската трка. Така, она што исто така е актуелно кај нас во Македонија е и можеби да кажеме најпознатата трка во Прилеп, Крале Марко. Исто така ти спаѓаш и ја организираш и трката, спаѓаш во дел од организацијата. Таа е најдолгата трка, мислам, во должина 90 км. Се одржува секој септември. Па да ни кажеш нешто повеќе за оваа трка, кој поред ќе се одржи оваа година и дали ќе се надпреваруваш?
Значи, Крали Марко е нашата најдолга планинска трка и оваа година имаме една новина, вклучуваме трка со должина од 90 км и покрај неа составни ќе бидат и трката од 31 км и трката од 16 км која што се трча до манастирот Трескавец и повторно назад до населбата Прилепа. За сега планирам да исто така и да учествувам на трката, зависно од организацијските потреби и од секако од физичката спремност. Така. Кажа дека ќе се одржи во септември, веднаш потоа следува и овде кај нас во Штип Струмина трейл, ќе се одржи по трети пат, ми се чини. Имавме прилика да поразговараме малку повеќе за Струмина трейл. Дали ќе има некоја новина, дали планирате нешто ново? Минатата година се трчаше 19 км, дали ова година планирате нешто ново? Можеби некои учесници од страна? Како што напоменавте, трката исто така планираме да се одржи во месец ноември, ќе биде нејзино трето издание. Секако трката предходната година имаше доста интерес кај нашите надпреварувачи, но исто така имавме и неколку странски надпреварувачи од Бугарија, Америка и од Литванија. И претежно ваквите трки се од, така да кажам, локален, национален карактер. Овие надпреварувачи претежно доаѓаат овде за да се тестираат за некои подолги трки и за да бидат припремени за некои подолги дистанции. Оваа година се уште мислам дека е рано да збориме за некои новини, но евентуално некоја пократка дистанца за помладите учесници Така да би може била... секој да се пријави. Да, би било идеално. Освен овие трки што ги напоменавме, дали можеби ќе учествуваш и на други? Да, за сега ги планираме трката. Сега викендот се одржа трката Момата трейл во Прилеп, исто така една братска сестринска трка на Крали Марко и на Струмина, каде што трка која што е во организација исто на нашето здружение Трекси, ЗАПС, Единак од Прилеп. Покрај оваа трка имаме трката на Витоша во Бугарија, 100 км, која што е во месец јуни. Потоа имаме трката Персенк Ултра трейл во Бугарија, исто така со должина од 160 км, една од најтешките вакви трки во Балканот, и покрај неа исто имаме една интересна трка, Шара Sky Race, која што лани се одржа од селото Штрпце во Косово со финиш во Старо село во Македонија, додека оваа година ја имаме обратната дистанца од Старо село до селото Штрпце во Косово. Така, на почетокот, Жигица, најавив дека си ултрамаратонец. Еве да ни кажеш колку време се занимаваш со ова? Дали повеќе како хоби, рекреативно или можеби повеќе ти е важен резултатот? Па секако дека јас сум рекреативец, уживам во тоа што го правам без никакви спонзорства, без никакви потреби да бидам нешто најдобар, туку се тоа го правам за мене. И да, секако дека тренирам напорно, уживам во тоа. И еве, наредната година ќе биде 10-та година од мојот прв ултрамаратон на Фрушка гора, еден мал јубилеј, но да кажем дека веќе активно се занимам околу 5 години со ултрамаратонско трчање. 2007 беше мојот прв ултрамаратон, но тоа беше само како еден вид тест да видам како изгледа тоа, додека поактивно почнав од 2011 година со трките на Лаваредо во Италија, повторно на Фрушка гора, некои трки во Бугарија и тоа. Да позборуваме зборот 20 за планинарското трчање. По што се разликува, еве да речеме, од другите спортови? Има ли нешто специфично овде? Па да, планинското трчање, и самиот збор наведува дека се трча по планини, по маркирани планински патеки
И секако неговата тежина, неговата убавина е во пределите низ кои што се минува, низ тие стрмнини кои што се искачуваат и спуштањата кои што следуваат после тоа. Така е, дали е потребно специфична опрема, нешто плюс за да може секој да Зависно од трката, зависно од форматот на трката, единствено доколку е пократка трка се разликуваат единствено патиките со кои што се трчат, додека ако е подолга трка потребна и дополнителна опрема како што е ранец, наменец за трчање, некои подобра јакна кој што има подобри материјали за сите климатски услови, за дожд, за студ и за тоа. Така. Еве сосема за крај, дали може би има некоја интересна случка така што би може да ја споделиш со нашите гледачи? За овие, така кажано, 10 години од твојата кариера. Случки секогаш има интересни, има и убави работи, и тешки работи. Најинтересно на овие трки е, мислам, пријателството, помагањето кое што го добивате како од организаторите, од волонтерите, така и од надпреварувачите. Јас лично имам доста случаи, но како би ја издвоил, еве, со еден пријател од Полска, веќе неколку години поред се среќаваме на овие трки кои што се организираат во Италија, во Франција и повторно овде се сретнавме на трката на Истра. Така. Жигица, ево прилика кажавме повеќе околу твоите учества на трките. Ти благодарам многу што одвои време да бидеш денешен гостин. Ти посакувам многу среќа и успех во иднина, па може би ќе се видиме за некој твој следен успех. Благодарам. Новак Џоковиќ му честиташе на Енди Маре на заслужената победа во финалето од турнирот во Рим. Сепак србинот го критикуваше судијата на мечот, кој покрај протестите на Џоковиќ околу лизгавата подлога, сепак донел одлука мечот ниту за момент да не биде прекинат. Во женска конкуренција пак најдобрата тенисерка на светот, Серена Вилијамс, триумфираше на турнирот во Рим, откако во големото финале беше подобра од својата помлада сонародничка Медисон Кис. Ова за Серена е четврти пехар во Рим, поточно прв до кој дојде до 2016 година. Најдобрите светски тенисери следните денови ќе го искористат за одмор пред предизвикот што го носи Ролан Гарос, вториот Гранд Слем турнир за годинава, што ќе стартува веќе во недела. Екипата на Барселона ја одбрани шампионската титула, откако оствари победа на гостувањето кај Гранада. Јунак во триумфот на каталонскиот клуб беше Луис Суарес, кој ги постигна 3 гола. И неголемиот конкурент и лут ривал на Барселона, тимот на Реал Мадрид со победа ја заврши сезоната и остана без трофеот. За Барселона ова беше вкупно 24-тиот шампионски трофеј и 6-ти во последните 8 сезони во шпанското фудбалско првенство. Додека Ибрахимовиќ се разделува со фановите и со клубот, раководството на ПСЖ направи обид да го ангажира Кристијано Роналдо. Од Парис решија првата понуда за Роналдо да биде 250 милиони евра, но одговорот стигна експресно и беше кажано не на оваа сума, што само покажува дека Флорентино не планира да го ослободи својот најдобар фудбалер, иако постоја многу најави дека тој ќе си замине од тимот на Реал. Според новите информации, Реал Мадрид не планира да го менува премногу тимот, а доколку некој сака да го добие Роналдо, ќе мора да плати далеку повеќе од 250 милиони евра. Манчестер Сити освои бот на гости кај Свонси и го потврди четвртото место во Премиер лигата. Арсенал ја завршува сезонава како второ пласирана, што е најдобар пласман во последните 11 години. Тоттенхем пак доживеа вистинска катастрофа на гостувањето кај Нјукасл, загуби со неверојатни 1:5 и го загуби второто место на табелата.
Почитувани гледачи, ова беше се во најновото издание на Спорт Плюс. Јас ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.